вечер. 3 дена откако премиерот Никола Груевски најави дека власта донела итен план со кој ќе се одговори на острите забелешки од Брисел за уназадување во реформите, вечерва во топ тема ќе се обидеме да дознаеме што планира власта. Еве што донесувам. Што содржи владиниот акцијски план за итни реформи побарани од ЕУ? Може ли тој што го нокаутирал правниот поредок и демократските вредности и да ги реанимира? До кога дуи ќе бега од одговорност за сопствениот удел во кризата? Ќе има ли договор во понеделник? Тоа се само дел од прашањата за мојот вечерашен гостин, вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Господин Бесими, добро вечер и добре дојдовте во топ тема на Телма. Добро вечер и добро нај. Што содржи акцијскиот план? Беше најавен само невообичаено на профилот на Facebook профилот на премиерот, до сега не имаме никакви детали. Планот за реализација на препораките, значи идните препораки, всушност ги содржува сите препораки што произлегуваат од документот на Европска комисија, итни реформски приоритети, како и извештајот на експертите, односно познат како ПРИБА извештајот и ХЛАД активностите што беа предвидени во овој период. Значи, всушност се работи за еден интегриран документ на многу препораки кои веќе се познати за нашата јавност, за граѓаните и институциите, го има во извештајот, ги имаше во табелата за ХЛАД и сега во овие последните два извештаја. Значи, всушност, еден интегрален документ на сите потребни препораки што се дадени за Република Македонија без исклучок. Се што е пишано во извештаите, претворено во табела. Препораките се познати ни се и табелите кои што досега ги правеше владата. Што содржи како мерки со кои ќе се одговори на релативно острите критики и забелешки? Да. Значи, пред да одам на содржината, значи, би сакал нешто да кажам што е исклучително важно. И тоа што е во Брисел мислење и што се очекува од Република Македонија. Пред се, значи, се очекува многу јасен и прецизна политичка заложба од сите политички фактори во Република Македонија. Тоа всушност они очекуваат политичкиот диалог да покаже резултати, да се постигне договор на лидерската средба од аспект на политичката заложба за реформските процеси, што се вториот дел од препораките што произлегува од односно заклучоците од Совета. Што се однесува на овој документ, го офаќа делот на реформите, односно тоа што се пишува во извештаите. Тука се неколку области: владење на правото, деполитизација на јавната администрација, изборна реформа, препораките што произлегува, што се бара за анкетна комисија од 24 декември, медиуми, слобода на изразување, фундаментални права, меѓуетнички односи и економско управување. Значи, всушност сите области што ги има во сите овие документи што се препорачени за Република Македонија, какви реформи треба да презентира. И ова што беше дискутирана влада, всушност се работи за нацрт документи кои ќе бидат една добра основа за потоа да се дополнат со дополнителни мерки и динамика за реализација на истиот план. Што значи сега тоа нацрт? Вие немате внатре предвидено конкретни мерки или тоа допрва ќе се усогласува и со кого? Има голем дел од препораките што барат дополнителни прецизирање во однос на роковите, затоа што е исклучително важно во ова фаза да покажеме сите голема сериозност, всушност колку ќе бидат реални тие рокови и заложбите за да се направат. Пред се очекуваат за нас квалитет, очекуваат еден инклузивен процес и очекуваат јасни и прецизни заложби за целиот процес да биде кредибилен. Значи, тоа значи дека дополнително во овој документ се работи и дополнително тој документ ќе се усогласи со сите и ќе се дополни со прецизности, со дополнителни мерки и рокови. Зошто се уште не е јавен? Затоа што е работен документ и тој документ секако ќе биде споделен и со Европската
комисија, а како и со политичките партии, затоа што тоа е еден документ што е во интерес на Република Македонија. Сушност се работи за документ изработен од институциите на Република Македонија, усвоен по нацрт на влада, и тој документ е од институции кои не припаѓаат на една политичка партија. Без разлика што се работи за институции кои презентираат документ пред владата и владата усвојува, но пред се тоа е јавен интерес, тоа е интерес што е и препораката, значи во интерес на граѓаните, а не на партиите. И всушност овој документ така треба да се гледа, не дека се работи еднострано, само да се пишува одредена хартија или табела и тоа да се презентира дека сме направиле табела. Опозицијата токму така го протолкува како обид на владата да се избегнат конкретните обврски што произлегуваат од низата документи кои што тие ги подпишаат, затоа што сметаат дека се што ќе произлезе како план за реформи треба да биде заеднички усогласено. Во меѓувреме, без да се има политички договор, што понатаму владата излезе со свој документ. Всушност и тоа претhodно сакав да го поентирам. Значи, кога кажав дека тоа што го очекува Брисел од нас е една јасна политичка заложба од сите политички фактори дека сакаме да направиме реформи. Значи, тоа е клучното што го очекуваат од нас. Второ, што би требало да биде следен чекор е инклузивност на целиот процес. И трето, сериозен пристап од аспект на реално поставување на работите и вклученост на институциите што треба да ги спроведат тие. Всушност, односно што би била алтернативата? Алтернативата би била никој во овој период да не работи во однос на препораките. Тоа мислам дека немаше да биде сватено сериозно доколку никој во најмала рака институциите не го направат својот дел. Значи, тука биле вклучени професионални долгорочно ангажирани луѓе во администрација што знаат да ги работат овие документи. Направена е една, можеме да кажеме, една алатка која ќе служи и понатаму во делот на во одредени сегменти кај што треба да има политички консензус. Такви алатки, господине Бесими, ние имаме многу. Вие почнувајќи од пристапното партнерство, потоа секоја година подготвувате годишни програми, врз основа на извештаите за напредок на Европската комисија подготвувате исто така нови планови, акцијски програми како да се одговори на забелешките во тие извештаи, а ако ја погледнеме содржината и во извештајот на експертската комисија или прибе извештајот и во итните препораки на Европската комисија, произлегува дека освен делот кој што се однесува на управата за безбедност и контрразузнавање, кој што се наметна со аферата прислушување, се друго се прашања кои што досега се повторуваат. Токму така е во однос на препораките, голем дел од препораките не се нови, тоа се познати за нас. Меѓутоа, зошто сега еден ваков план? Затоа што Македонија веќе во Брисел, кажано по англиски речник, не е business as usual. Значи, во оваа фаза ние имаме посебна ситуација поради политичката криза на која се предлагат посебен пристап да се забрзат реформите и не случајно по долго време Македонија беше тема и на Советот за надворешни работи и на Советот за општи работи во Брисел. И понеделник и вторник значи се дискутираше за Република Македонија, што порано не бил случај да се дискутира на вакви совети и да има конкретни заклучоци за Република Македонија. Значи, во оваа фаза би сакал да кажам дека сериозноста и алармот во Брисел за тоа што се прави во однос на европска интеграција и значењето на политичкиот диалог е на највисоко ниво. И затоа ние мора да покажеме интерес и во овој конкретниот случај треба или намерата, да кажам, е најдобра, коректно било, намерата е да се помогне, да биде во функција да се направат реформите, меѓутоа да помогне и во делот кај што треба политичко согласување во однос на политичкиот диалог што се води и со таа намера да може Македонија во овој период каде што ние, како што стои во заклучоците што беа усвоени од Советот на Европска унија, до јули ние ќе имаме Совет на стабилизација и асоциација, каде што ќе треба да презентираме како држава што е направено во овој период и што се планира во наредниот период да се направи во однос на препораките. Премиерот сепак беше малку поконкретен од вас дека се формирани работни групи, дека има конкретни рокови, дека тие ќе се состануваат на секој
еднаш-два пати неделно, многу почесто. Имаше и некои неофицијални информации дека клучните 3-4 столба на кои што ќе се биде фокусот се Министерството за внатрешни работи, за правда, за финансии и труд и социјала. Зошто фокусот кон овие 4 ресори? Да. Значи, во делот, јас не го објаснив тој дел, процесот, методологијата. Првично, јас бев фокусиран зошто се оди со овој документ, која е намерата и што е содржината на документот. А всушност како тоа се планира, значи на секоја седница на влада, редовно, значи секоја недела, ќе се гледа статусот на имплементација на реформите. Покрај тоа што се гледа на влада, фази на подготовка, тоа што се усвои на влада, одма наредниот ден, јас во улога на вице-премиер за европски прашања го свикувам работниот комитет за европски интеграции, каде што се државните секретари на сите министерства и одредени според поглавја што ги има во рамките на националната програма за осогласување со правото на Европска унија. И после тоа има една специјална работна група на министерско ниво, откако ќе се имплементират одредени работи според статусот, ќе се разгледат и тука се во главно министерствата што имат најмногу препораки во нивните области, МВР, правда, Министерство за информатичко општество, финансии, потоа секретаријат за имплементација на Охридски рамковен договор и одредени други институции зависни од тема. И тоа на редовна основа, на неделна основа ќе се разгледат овие работи. Меѓутоа, ова е едниот дел, тој што кажавме во однос на институционално следење на процесот, а всушност во оваа фаза секако дека делот што треба и политички усогласувања, тоа е исто така важна компонента за да нема никакви дилеми дека некој има намера во овој процес да манипулира или да не го направи тоа што се очекува од Република Македонија. Најоптималната варијанта е и да има политички консензус за се ова што ќе го направи. Господине Бесими, ова се дел од тие документи на кои што се базира сега новиот акцијски план. И во самите нив, односно во приби извештајот пишува дека проблемот на Македонија не е ниту во законите или во најмала рака е проблем на законите и на акцијските планови, бидејќи досега сме ги имале дузина, туку проблемот е во изигрувањето на тие закони, немањето политичка волја да се спроведат или кога ќе дојде прашањето на одговорноста за нивно спроведување или не спроведување, бегање од одговорноста и префрлање на одговорноста од една на друга институција. Тој проблем не се решава со нов акцијски план. Тоа може да биде само повторно дополнение на дузината кои што досега сме ги донели. Да, се согласувам дека доколку се свати така намерата на еден акцијски план, нема да и служи на Република Македонија. Всушност, овој документ треба да служи на Република Македонија реално да се спроведат тие препораки што се дадени и не случајно реков дека најоптимална варијанта за Република Македонија, најдобра варијанта е да има политички консензус за секој избор во тој акцијски план. Но констатација во извештајот на Прибе е дека суштинските стандарди за демократско владење треба да бидат постигнати. Дополнително на тоа денеска, односно од вчера се надополнува констатацијата од извештајот на Стеј департментот дека најзначајни проблеми во сочовековите права во Македонија, најзначајните проблеми произлегуваат од високото ниво на корупција и од неуспехот на владата целосно да го почитува владењето на правото. Од тука, во секоја дискусија околу овој акцијски план, нов на владата, се наметнува дилемата дали тој што го нокаутирал правниот поредок и демократијата, може да биде и тој што сега ќе го реанимира. Тоа е најголемиот апсурд кој што произлегува од овој документ на кој што повторно се гледа како на едно парче хартија. Ја разбирам вашата поента, но ќе се вратам на тоа претhodно што кажав. Дали алтернативата е воопшто институциите да не направат ништо? Да не работат воопшто на препораките? Но дали алтернативата е институциите да направат нешто колку за да направат? Не е тоа намерата и затоа реков дека доколку така се свати акцијскиот план, нема да ја служи на Република Македонија. Едно од конкретните барања, например, е владата да каже колку е точната бројка на јавната администрација. Ќе ја соопштите? Секако. Колку е? Знаете во овој момент?
Не би сакал да манипулирам, затоа што најскоро време не сум ги гледал тие бројки, но тие постојат, се факти и институцијата што ги располага тие, ќе ги кажат точно колку е за Република Македонија. И тоа треба да се направи. Тоа беше еден конкретен пример што вие го дадавте, но секоја друга препорака треба да има конкретна реализација. Тогаш ние ќе вратиме довербата во Брисел. Има ли некои конкретни мерки што може да ги посочите? Еве, например, во судството, бидејќи ќе одвојам две области, една по една ќе одим. Судството. Во извештајот за напредок 2014 година стои, се уште не е решено прашањето на недостатоците во сегашниот систем на кариера, загриженост за политички притисоци. Прибе дополнува, со цел да се обезбеди независноста и особено од судството на политичко влијание врз донесувањето на одлуки во обвинителството и судството, назначувањето и унапредувањето на судиите и обвинителите треба да биде деполитизирано. Во итните препораки се бара деполитизација на именувањето и напредувањето на судиите и обвинителите, нивно именување врз објективни критериуми. Господине Бесими, 420 милиони евра европски пари досега се потрошени во реформите на судството. Носени се многу акцијски планови. Ние слушнавме и преку снимките, чија веродостојност никој не негираше, а господинот Примбе ги цитира како свој извор тука, како се назначуваат суди и обвинители со меѓупартиски поделби и договори, со имиња подготвени во тефтери. Тоа со акцијски план, пак ќе кажам, не се решава. Кои се начините, мерките, еве, некои конкретно кои што ги имате сега предвидено за конечно да завршиме со ваквиот тип на забелешка? Конкретно во овој дел, значи во таа смисла на тие работни групи по области како што се формирани, секако сега ќе се бара и од советот на, односно судскиот совет, како и другите форми каде што ќе произлезат, значи препораки од нивна страна како конкретната мерка во овој случај може да се адресира, односно да се реализира. Но пред се тука во Брисел и оние се исто така свесни за целава ситуација и како некои мерки, ако изгледат општи, што би значило. Тоа би значило вака, со едноставни зборови кажане, да има волја од политички фактори во земја, да не кренат телефон. Ако бидем циничен и безобразен, тоа би значило дека на првиот координативен состанок би требало да ги викнете господинот Муса Џафери и господинот Сашо Мијалков, кои што се задолжени очигледно за спроведување на вашите формални и неформални коалициски договори, заедно со Јанкуловска, која го има тефтерчето на ВМРО ДПМН за наши суди, и да им кажете, господо, од денеска заборавете ги броевите на судиите и обвинителите, бидејќи овие од Брисел не прочитаа, снимките дополнително потврдија што правиме и од денеска треба да бидеме добри дечки и да играме според уставот и законите. Република Македонија нема избор освен да постапи по препораките. Во конкретниот случај генерално и во препораките што се однесуваат за составот на судскиот совет, оние имат одредена реченица кај што викаат угледни правници или адвокати може да станат. И сега дефиницијата што според нас тоа значи угледни, да има долга кариера, успешна во судство, потоа во однос на конкретни мерки на унапредување. Или да има углед во фамилијата и во партиското лоби. Кај нас се претвори во тоа? Да кажам, кога зборуваме за норми во едно општество. И тие го дефинираат тоа така. Зошто го поентирав ова? Затоа што некои работи дополнително треба да се дефинираат со конкретни мерки, што како ние ќе ги адресираме овие работи, конкретно на овој случај, на овој дел на работи што вие ги адресирате, слични препораки и некои конкретни има и во делот на системот на службите за безбедност, државна безбедност, каде што има конкретни мерки што се барат Република Македонија да постапи. Да, ние 9 години не му беше дозволено на собранието да влезе во. Затоа ние сега сме во ваква состојба. И затоа Европска унија бара од нас конкретно и да покажеме напредок во политичкиот диалог
и да одиме во целосна имплементација на препораки. Но вие лично, за една друга област, например медиумите, каде што исто така се повторуваат, да се воспостават строги правила за владино рекламирање, транспарентни, објективни, недискриминирачки критериуми, каде што од година во година, од извештај во извештај се повторува дека купувањето политичка поддршка од медиумите преку финансиско поддржување на медиумскиот пазар е неприфатливо. Ова е оценка од извештајот на Прибе. Вие лично бевте ставени во една ситуација на еден голем форум пред повеќе од 500 новинари од регионот и високи представници на Европската комисија, лично да ветите дека за 15 дена ќе доставите прецизен, транспарентен извештај за владиното финансирање. Тој извештај никогаш не стигна во Брисел или стигна во форма во која што ниту Брисел не беше задоволен, па ви упати дополнителни прашања на кои што се уште немаат одговор. До таму оди транспарентноста и до таму оди исполнувањето на обврските кои што ние досега сме си ги преземали. Прво во таа конференција доброволно учествував, значи имавме покани и неколку министри од регионот, не сите отидоа. Јас отидов за тоа што сакав лично да се соочам со тоа што постои како амбиент ке нас во однос на слободата на изразување и дискусиите и искуствата што се во Брисел. Потоа, тоа што го најавив таму беше врз основа на укажувања како се очекува да се презентира тоа. Меѓутоа, тој извештај е објавен и е на веб страната на Владата на Република Македонија за 3 години наназад за сите кампањи и во кои медиуми објавено, но не кажувам дека со ова завршува приказната или се задоволуваат сите стандарди. Има препораки и понатаму и во однос на методологијата и во однос на објавувањето на се што прави владата во делот на кампањите, како што се очекува и што треба да направиме. Значи, ова само го кажав конкретно пошто го посочивте случајот, значи тој извештај веќе објавен, има повише од година дена. Но имаше барања за дополнителни информации за објаснување. Да, имаше барање од тој првичен рок дополнително, значи не беше од тој рок, но дополнително имаше барање со одредено задоснување, но тој извештај е објавен. За тоа, кои се очекувањата од политичкиот диалог, како тој ќе влијае на натамошните релации со Европската Унија, на можното повлекување на препораката, за ставовите на Демократската Унија околу кризата, продолжуваме по кратката пауза за реклама. Останете со нас. Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими е мој гостин вечерва. Господине Бесими, доколку добро ве сватив, ова што го имате како акцијски план, според премиерот, според вас се уште нацрт, во понеделник треба да се најде на разгледување и кај лидерите на политичките партии. Со оглед на тоа што тие имаат една многу поголема задача, а тоа е очекуваниот договор или расправа за договор околу составот на предходната влада, очекувате да дојде на дневен ред? Мислам дека реформите покрај делот на политичко согласување како ќе се спроведат, содржината на реформите е неизбежна работа што треба да се случи и како тоа во однос на диалогот како оди во рамките на лидерската средба, тоа не можам јас да го предвидам денес да кажам, но тоа што можам да кажам е дека содржината на реформите секако е составен дел на тоа што се разговара и треба да се разговара и тоа што се очекува од Република Македонија. Две крајно спротивставени позиции се судрени на преговарачка маса. Суштината е сега околу не составот, туку време траењето, мандатот на предходната влада. Премиерот Груевски според неофицијални, но не и негирани информации, бара повлекување евентуално 3 месеци пред избори. Социјалдемократите инсистираат на најмалку 6. Која е позицијата на ДУИ? Демократска унија за интеграција во целиот процес уште од почетокот на годината
имаше јасна позиција во однос на овие случувања, бараше политички диалог, меѓународно олеснување или посредување, тоа што всушност сега се случува, и на маса тоа да се реши конкретен предлог како да се надмине ова состојба. Значи, во овој случај и во последното председателство на ДУИ што се одржа 2 дена после последниот состанок на лидерите во Брисел со комесарот Хан, имаше своји заклучоци, односно дека содржината на договорот од 2 јули е важна рамка, основа за излез од политичката криза и реформите. Потоа, вториот следниот заклучок е дека се побара меѓународната заедница повторно да се ангажира, за да се постави лидерска средба повторно да продолжи, и тоа е валиден документ. И следно што исто така беше потенцирано е да се стават интересот на граѓаните пред партискиот интерес, и тоа што исто така се работи кои веќе ги имаме сосема, можам да кажам, слични на овие заклучоци, беа и заклучоците на Советот на Европска Унија, што беа во текот на оваа недела за Република Македонија. И останатиот заклучок во председателството на ДУИ е дека после овие разговори ќе се свика и Советот на партијата, каде што ќе се дискутира сите опции за натамошниот потек. Што значи тоа сите опции? Една од опциите кои што се очекуваше или кои што беше најавено беше излегувањето на ДУИ од власта, очигледно тоа не се случи. Имаме две барања, имаме две спротивставени страни. Го одбегнувате одговорот која е за ДУИ поприфатлива опција? Вие кажавте дали 3 месеци или 6 месеци. Да. ДУИ инсистира да се постигне договор што ќе значи спроведување на овие реформи што се очекуваат од Република Македонија. Тоа всушност значи секој да даде дел од себе, влог, односно компромис, политички компромис за тоа што е интерес на граѓаните на Република Македонија. Денес најголем интерес на граѓаните на Република Македонија е излез од оваа политичка криза и да се стават реформите во својата динамика, да се реализират со цел Македонија да покажа напредок во овој дел. И во ова своја заложба и во овој свој блок ДУИ исто така има своја политичка цена за ова и го бара и од другите политички партии да го направат истото со цел да се постигне договор. Дали тоа ќе биде 3 месеца, дали 6, дали 4, дали 2. Меѓутоа на преговарачка маса мора да се изјасните. Од господинот Заев слушнавме дека на преговорите во Брисел господинот Ахмети во известна ситуација повеќе одмогнал, односно одошто помогна. Од аспект на позициите на Демократска унија за интеграција, господин Ахмети ги презентирал тие позиции што изначеле поддршка за процесот да се постигне договор. И тоа во континуитет ДУИ настојува да го наметне како позиција дека политичките партии треба да се поместат од нивните првични позиции и да покажат флексибилност за да се постигне тој договор. Позицијата на ДУИ е дека сите лидери што се на маса, представници на политички партии, треба да направат чекор напред кон тој договор. Што би значило тоа? Само да отстапи од нешто, премиерот да се повлече или не навлегувате во такви варијанти? Тоа би значило чекори што на крај на денот ќе кажат да, постигнавме договор, одиме на исполнување на реформите. Не навлегуваме во формата како што тоа треба да излезе од тие состаноци и тие средби, затоа што и позиционирањата и изјавите што во период пред преговорите се даваат јавно, само ги отежнуваат процесот на масата на разговорите. Меѓутоа, ваквите позиции во известна смисла личат како на став на некоја think tank организација, на некој институт кој што се бави со европски прашања, не на партија која што е дел од власт.
Дуи е 8 години во власта, Дуи има и дел од одговорноста за ова што се случува за актуелнава криза. Дуи ги има јасно своите позиции. Како што кажав, што од почетокот на годината бараше диалог да почне меѓу политичките партии. Бараше тој диалог, доколку не почне меѓу лидерите, да биде со посредство на меѓународната заедница. И тие се случуваат. Исто така јасно имаше позиција и за одговорноста за се што беше во врска со скандалот со прислушувањето. Значи тие позиции беа јасни на Но каде е одговорноста? Дуи само апелира, ако ние читаме во оценките, во клучните извештаи кои што ни доаѓаат дека суштинските стандарди за демократско владење треба да бидат допрва постигнати или дека клучниот проблем во Македонија е неуспехот на владата целосно да го почитува владењето на правото, тогаш одговорноста е и ваша. Вие сте дел од таа влада и правејќи или не правејќи нешто сте придонеле за таквите лоши состојби. А ако говориме за европските вредности, ако говориме за исполнување на тие обврски, првата вредност кон која што треба да се инсистира и од што треба да се почне е одговорност. Тука никој не говори за одговорноста, ниту на власта во целина, ниту на партиите кои што се и поединците од одделни партии кои што се дел од таа влада. Токму тие причини Дуи како политичка партија рече дека политичкиот диалог со опозицијата треба да почне на начин да се создаде политички амбиент, институциите да функционираат целосно и реформите да може да се спроведат како што ги бара Брисел. Без при тоа да се калкулира партиски дали тој политички диалог во одреден момент одговара за политичката партија или не. Тука беше ставена јасно позицијата во однос на одговорноста, беше ставена позицијата на интересот на Република Македонија и граѓаните дека во ваква состојба кога политичкиот диалог е во криза, дека тоа треба да се реши на маса за да се изнајде решение. Тоа беше јасен став на Демократска унија за интеграција. Меѓутоа, немаме одговорност од никого. Ние слушнавме голем дел од снимките, видовме дека Дуи бил партнер без проблем во тоа уривање на демократските вредности, уривање на правниот поредок. Ваши функционери учествувале во трампи на обвинителски места. Ваши функционери исто ги делат судиите ги диференцираат на политички подобни или неподобни наши и ваши. Слушнавме дека се именуваат функционери па се враќаат заради тоа што демолирале нечи кабинет. Тоа се суштинските проблеми на кои што на Македонија сега и се забележа. А ние одговорност за тоа немаме од никој. Во однос на правната и политичката одговорност, во однос на политичката одговорност кажав дека Дуи поради ваквата состојба, политичка состојба во земјата инсистираше политичкиот диалог со опозицијата да се активира, да би се ставена функција и во интерес на надминување на оваа состојба. Во однос на правната одговорност јасен е ставот на Дуи, каде што има криминал или непочитување на законите, дека секој треба да се сноси одговорност за тој дел. Која е политичката одговорност? За политичката одговорност не треба да чекаме никаков судски епилог. Таа е прашање на политичка култура. Господинот Фојре, кого како партија многу го почитувате, на самиот партиски конгрес ви порача дека Дуи е одговорна и во тоа што е соучесник во сите овие негативни состојби, бидејќи не беше доволно или воопшто гласна кога требаше да се спротистави на некои деградивни демократски процеси. Во однос на своето политичко делување, Дуи настојувала во постојано да игра конструктивна улога во однос на задржување на стабилноста на институциите. Меѓутоа, во делот исто така тоа што ние, со како политичка партија, имаме јасна позиција дека ние имаме исто така постојан процес на рефлексија и
отвореност на диалог и за надминување и на работите што во одреден случај може и не биле најдобрите решенија. Тоа како партија ние сме покажале капацитет да ги реформираме и работите што на наша страна и да признаеме. Не секогаш не сите работи се во најдобра форма сме успеле да ги постигнеме, но сме рефлектирале во голем дел од нив и уште има работи на кои ние како признанието во услови на ваква криза, во услови на се она што го слушнавме како незаконско действување, некаде и со елементи на коруптивно, признанието не значи ништо, значат оставките. Нив ги нема, од никога. Јас го кажав тоа што ние како политичка партија сме го имале во овој период како позиција и ние настојуваме и нашиот главен фокус во овој период е да се постигне политички диалог кој би бил решение, политички договор кој би бил решение за цела ситуација. И во овој дел ДУИ го има својата позиција дека за сите варијанти што носат решение од оваа политичка криза е отворена со цел да помогне оваа ситуација да се стави на линија на решението. Опозицијата вели тој што го создал проблемот не може да го реши. Тоа го рекол и Ејнштејн. Како тогаш очекувате тие што го создале проблемот сега тие да го предводат решавањето на проблемот, во кој ве вклучуваме и вас како партија? Да, секако ние сме политички фактор во земјата, ние никогаш не сме се поставили во двојна улога. Ние затоа токму тргнувајќи од тој дел на одговорност ние инсистираме на политички договор. И инсистираме политичките партии да направат отстапки од нивните првични позиции за еден компромис кој ќе значи фокусирање на правите реформи што треба Република Македонија да ги направи. Тие прави реформи се интересот на граѓаните. И тоа е тоа што... Ама за тие прави реформи имавте 8 години. Вие сте 8 години на власт, лично сте 8 години министар во различни ресори, а ресорот за евроинтеграција е втор мандат во ваши раце, исто и со ресорот за правда. Значи, најспецифичните ресори во кои што имаме и најмногу забелешки. Да, меѓутоа сега состојбата е тоа што се главните пораки од Брисел е да се надмине политичката состојба. Тоа треба да се надмине во... Да се надмине политичката состојба и паралелно да се почне исто да се надминуваат сите негативни појави кои што сте ги создавале во изминативе години. Действувајќи или не действувајќи, не е битно, тие одат на ваше конто. Паралелно треба да се направат и реформите. Значи, политичка заложба и договор и реформите водат паралелно и мислам дека тоа што сега е важно за Република Македонија е да се постигне договор со цел реформите да почнат што побрзо. Значи, секои калкулирања ќе значат долговлекување на реформите, што всушност не само во јули и во септември и во октомври за Република Македонија ќе значи уште полоша позиција во однос на интеграциите, а тоа де факто ќе значи и импликации врз економско-социјалната состојба во земјата, со сигналите што би значиле дека Република Македонија во процесот на европски интеграции во октомври не покаже конкретен прогрес во овој период, а тоа може да се постигне единствено ако имаме постигнат политички договор. Што доколку на седницата на Советот за стабилизација и асоциација на 20 јули, кога се очекува Македонија да испорача и политички договор и договор за конкретни реформи, тоа не се случи, дали ќе биде изгубена препораката, што е сосема известно и што тоа ќе значи за Македонија, поуште се прашањата за последната пауза за реклама.
3 дена пред денот одреден за конечен договор околу изгледот на владата која што би ги спровела следните избори планирани за во април, изјавите на двете водечки партии не даваат надеж за можно постигнување на договор. А какви се очекувањата во Брисел? Ставовите и пораките на еврокомесарот Хан ги има нашата дописничка Тања Милеска. Комесарот Хан нема да отпатува во Скопје за лидерската средба закажана на 29 јуни, но ќе биде на линија со лидерите, рече тој во изјава за Телма. Комесарот смета дека има простор за договор во понеделник. A clear further improvement and I hope there are first concrete results. And as far as I have understood, seen all the reports, everybody is determined to make really substantial progress. And once again, it's in the interest of all of us. Will you be there on Monday? No, I will not be there, but I will be online. Според познавачите во Брисел, Хан смета дека неговото доаѓање во Скопје би имало смисол само доколку има гаранции дека лидерите ќе постигнат договор. Дипломатски извори овде не ја исклучуваат можноста тој сепак да отпатува во текот на идната недела, што значи дека иако нема гаранции за договор во понеделник, Европската унија се надева дека коначен дел е можен во текот на идната недела. Договорот од 2 јуни Брисел го смета за темелот врз кој лидерите треба да изградат компромис во наредниот период. Според овој договор, опозицијата треба во транзицијскиот период да се врати во собранието и бомбите да запрат, европските препораки да се спроведат, а Државната изборна комисија да добие поголеми надлежности до крајот на јули. За сега е познато дека на последната рунда преговори на 10 јуни во Брисел на маса бил предлог за оставка на Никола Груевски 3 месеци пред изборите, но страните не постигнале согласност по ова прашање. Доколку политичката криза не се реши во брзо време и разговорите пропаднат, дипломатски извори од земја членка на Унијата за Телма велат дека министрите за надворешни работи на Европската Унија се посериозно ја разгледуваат опцијата да се назначи нов посредник во македонските преговори. Од Брисел за Телма телевизија Тања Миневска. Тоа беа последните пораки од Брисел преку нашата дописничка Тања Милеска. Господине Бесими, Хан не доаѓа во Скопје, што е очигледно еден од првите сигнали дека никој во понеделник не очекува чудо. Премиерот денеска во преку интервју за Financial Times порача дека не поднесува оставка, може да разговара и расположен е да ги прифати голем дел од останатите барања и предлози на опозицијата. Што очекувате да се случи? Јас очекувам диалогот да продолжи додека не се постигне договор. Може би ова звучи риторички повторување на иста работа, но навистина Република Македонија има потреба тоа да го постигне и тоа се очекува од Брисел сериозно. Пораките и заклучоците што доаѓаат од Советот на Европска унија во Брисел, пораките од сите важни личности од Брисел треба да се сватат многу сериозно. И таа реченица што често се повторува, интересот на граѓаните над партискиот интерес е многу сериозна порака за Република Македонија, посебно за политичарите, за да направат отстапки, за да го постигнат тој договор. Зошто го кажувам ова и во контекст на тоа претhodно што ме прашавте и за позицијата на ДУИ визави поставување на услови или позиции. Тоа што е важно за Република Македонија во целиот овој процес да се постигне договор, да се остварат реформите и како што беше најавено во април наредната година да се обезбедат избори каде што тој што ќе изгуби, ќе излезе, ќе ги признае резултатите и ќе пружи рака и ќе за тој што ќе победи на фер избори. Значи, многу е битно Република Македонија во целиот процес на реформите да ја врати довербата во институциите и да постигне изборите да завршат со тоа што сите политички партии после тоа ќе бидат дел од институциите и таа функционална демократија што се бара во Копенхашките критериуми, Република Македонија да ја добие во својот епитет како земја што ги граѓаните, меѓутоа да го имавте како партии, како владеачки структури, интересот на граѓаните пред партискиот интерес, Македонија воопшто немаше да биде на ова дереже денеска.
секако дека во ова состојба што е Република Македонија, дека има пропусти и на ова нема некој илузорно би било јас сега да кажам дека целата состојба идеално сме функционирали и ова наеднаш се случи, сите сме изненадени. Значи има тука во целиот процес има и работи што требало со тек на време да се направат поинаку. Меѓутоа тоа што во ова фаза од сега натаму што се бара и сега во овој момент што се бара директно одговор на вашето прашање што очекувам од 29-ти. Прво очекувам 29-ти да се сближат позициите на политичките лидери, доколку не се постигне на 29-ти да дојдат до конечно решение и договор, тоа да се обидат да го направат во наредните денови што е можно побрзо со цел да се постигне тој договор ден поскоро, а Република Македонија да се фокусира на овие реформи што во првиот дел од дискусијата вечерва разговаравме колку се значајни и колку е значајно кредибилитетот на целиот процес за да биде инклузивен со тоа што сите и политички ќе дадат поддршка на тој сет на реформи. Ако се бара некаков рок во кој што Македонија може да се спаси од се поочигледното губење на препораката, тоа е 20 јули. За тогаш е закажан Советот за стабилизација и асоциација. Ако вие тогаш во Брисел отидете со празно досие, тоа би значило дефинитивно крај за препораките. Само да прецизирам. Важно е 20 јули да имаме напредок. Тоа е исклучително важно. Но тој напредок значи напредок договор за излез од кризата, за формирање на таа транзицијска влада и конкретен план, дали ќе биде тој вашата рамка или некој сосема нов за конкретни реформски чекори. Дали ќе се вика еден план на една или друга институција, тоа е единствен план. План од препораките што ги напиша Европска комисија, извештајот на експертите, односно приба извештајот и влад што постои. И сите тоа, односно препораките што стојат во извештајот. Како ќе се чувствуваат политички некој покомотен, така нека се вика. Меѓутоа, тоа е единствен план. Исти се препораките, све што е пишано за Република Македонија треба да се исполни. До 20 јули тоа значи да имам политички договор меѓу лидерите, да има конкретен план што ќе ги спроведе тие, како ќе се спроведат тие реформи и нешто што до тој период може да се направи, што итно може да се направи. Додека тој е делот за јули, 20 јули за Советот за стабилизација и асоциација. Меѓутоа, процесот значи на пишување на извештајот за наредниот период, значи завршува во октомври. Придонесот, значи тие што се доставуваат напредокот до крај на август, така да во септември се пишуваат првите драфтови, но ние секако дека Сакате да кажете дека и после 20 јули имаме некој последен воздух? Сакам да кажам во конкретно во само формално во однос на препораката. Затоа што во крајна инстанца и тоа што се однесува на препораката, Македонија треба да го постигне ова што е клучно сега за политичкиот диалог. И политичкиот диалог треба да се постигне во наредните денови. Тоа е исклучително важно за да може да се фокусираме во однос на реформи. Додека објаснувањето за август, септември, октомври за извештајот е чисто од формален технички аспект како е календарот на да. Господин Бесими, се гледате ли како прв човек премиер на евентуалната природна влада ако се договори? Често се споменува вашето име како. Прво, не сум слушал дека се споменува и второ, ова мојата вклученост во влада никогаш не се поврзува со таква амбиција. Јас и да бидам вклучен во влада, сум имал други ангажмани и тоа не го гледам во ниедна варијанта како амбиција или во ваква ситуација да имам една таква улога што секако дека таква позиција во вакви услови и такви шпекулации се појавуваат. Мене ми е важно тоа што ми е обврска сега во овој момент да го направам начин што ќе биде во делот на професионално, институционално
и тоа што е наша јавна одговорност, како јавна позиција да го направам, тоа е исклучително важно. Свесен сум дека за многу работи има и критики, затоа што и како луѓе во одредени моменти колку и да сакаме да направиме, може и Многу да работи си ги препишувате од година на година. Не зависат од вас, меѓутоа вие ги препишувате и ги копирате и ги ставате во нови и нови акцијски планови. Сега со новата технологија лесно е копи-пейст. Да се направи така да од тој аспект барем се поштедува администрацијата. Меѓутоа мала шега, но ситуацијата е посериозна секако и слагаме и разговорот беше таков. Значи едноставно, значи тоа може да го сметате само за спекулации. Јас лично ништо не сум слушнал и немам такви амбиции. Фокусиран сум на ова што сега ми е должност да го направам во најдобар можен начин што може. Дали реченицата сите опции се отворени што остана што ја имате во заклучоците од Централното председателство, а во очекување на Генералното собрание, значи и можност дуи да излезе од владата, па никакво друго рекомпонирање, а се со цел да се најде некаква нова можност за излез од кризата со прегрупирање на парламентарното мнозинство, формирање нова влада, формирање ново мнозинство кое би прифатило преодна влада и би се фокусирало на клучните приоритети кои што ги има. Да. Последниот став на ДУИ е да се фокусираме на исполнување на договорот од 2 јуни и секако во наредниот период, кога зависно од тоа како ќе се развијат настаните и не случајно стоите дека ДУИ е отворена за сите опции, затоа што пораката е дека ДУИ единствен стратешки партнер ги има граѓаните, независно од тоа што од разни аспекти се дават епитети еднаш дека сега сме во некое стратешко партнерство со ВМРО. Пред неколку години тоа беше дека сме во стратешко партнерство со СДСМ. Република Македонија. Според снимките во стратешко партнерство со нечии групни лоби, лични интереси. Само да ја завршам мислата. Значи, тоа што е официјален став на ДУИ, програма на ДУИ се базира единствено на договор стратешки со граѓаните. Затоа што така е потврдено во изборите дека граѓаните го имат последниот збор. Тие знаат да наградуваат, знаат да те обврзуваат, да ти дадат шанса и знаат да казнат. Господин Бесими, ви благодарам што бевте вечерва во Топ Тема. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва со Топ Тема. Продолжуваме од понеделник. Останете и натаму со програмите на Телма.